Дебата Клик Плюс на телевизија 21. Добра вечер. Во заробена држава, заробени и институциите. Парламентот ги отвори вратите, но како да се деблокира неговата работа? Што може уште да стори меѓународната заедница? Зошто во Македонија се добиваат поени со раздор, а не со обединување? Зошто политичарите се мешаат дури и во историјата? За овие и за други прашања вечерва во емисијата Клик Плюс дебатираме со господинот Тито Петковски, председател на Новата социјалдемократска партија, господинот Дане Талевски, политиколог и универзитетски професор. Ви благодарам што дојдовте, што издвоивте време. Господинот Зијади Села, председателот на ДРДП, и господинот Александар Кержаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Се надевам ке имаме убава дебата. Добре дојдовте во студиото на телевизија 21. Ново денеска е веста дека ВМРО ДПМН сепак успеа да доминира во комисијата за која 3 дена се кршеа копија во парламентот, првиот чекор за деблокада на оваа институција. Избран е председател од ВМРО и 6 члена ќе биде составот од ВМРО, 5 од СДСМ и по 1 од БЕСА и од ДУИ, се извинувам. Господине Петковски, како вие гледате на успехот, постигнувањето на ВМРО ДПМН сепак да имаат свој председател? Дали тоа нешто ќе помогне работата на комисијата да оди во нивна полза? Не. И она што рековте дека доминира ВМРО, да речеме, во составот на комисијата, е релативно работа. Мислам дека може да се почувствува така како победа, која нема никакво значење. Од едноставна причина што во собранието, па и во комисијата се одлучува со мнозинство гласови. Така да било што да се случи, да речеме да се наметне како идеја, како предлог од ВМРО ДПМН или член или председателот на оваа комисија, тоа во конечниот исход на седниците на комисиите во собранието нема никакво значење. Тогаш зошто беше борба? Има единствено значење, има во начинот на организирањето на работа на комисиите, може да се прават обструкции, да не се координира добро работа меѓу председателот на собранието и комисијата за избор и именување, бидејќи тука таа има надлежност околу предлагањето, значи има предлагачка функција, нема одлучувачка функција. Колку не сакам да релативизирам работа на комисијата, меѓутоа значено е да се подвлече дека во собранието, за да се избере ваква комисија, можат и 10 пратеници да предложат, собранието одлучува. Значи, ако немаме предлог од комисијата, за председател на собранието стои таму и во деловникот дека го предлага комисијата за избор и именување, но може да предложат и 20 пратеници, така да собранието пак одлучува со мнозинство гласови. Мислам дека е добро што е направен некој компромис да се задоволат желбите. ВМРО ДПМН инсистира дека има најмногу пратеници и може би од тој аспект да се задоволат нечии суети. За мене само тоа е. Во секој случај комисијата мора да работи во интерес на собранието, на граѓаните, така да тука не смеат да доминират теснопартиски интереси и претпоставувам дека ова е некој почеток на консенсус во и конституирањето на собранието, но и во одлучувањето. Бидејќи да нема тука никаква заблуда, опозицијата е конститутивен дел на парламентарниот живот, на парламентарното собрание, така да сите се одговорни. Власта многу повеќе од колку опозицијата, но за добро функционирање на собранието битно е сите сегменти, сите составни делови опозиција да функционира добро. Господине Села, вие од позиција на политичар, како сметате дека ќе продолжи работата? Еве, овој прв чекор е надминат. 3 дена имаше натегања, меѓутоа конечно е усогласено. Како од понеделник, за кога е свикана седница, сметате дека ќе продолжи работата? Знаете што? Ако зборуваме за денешното случување околу изборот на председателот и компромисот што е постигнат, треба да се запрашаме која е целта на ВМРО. Дали целта на ВМРО ДПМН е да избира еден председател на една комисија, или целта на ВМРО ДПМН е да продолжи да ствара хаос? Што мислите вие? Јас мислам дека од ова досегашниве постапки. Од досегашниве постапки, јас мислам дека е второто. И сега, мислам дека со ова денесно решение е направена уште една алка. Јас сум, оно што го рече господинот Петковски, мислам дека стои, дека на крајот на краиштата се одлучува во пленарни седници
Значи, комисиите само дават предлози и имат и многу други можности, нели, во пленарните седници, тие што решават се пратениците, а не решават комисии, така натаму. Ама самиот момент дека ВМРО секогаш и за една работа која можда не е важна, значи како еден председател на една комисија и прави кризи, тоа ни става до знаење дека овие сакат да продолжат во секоја алка на решавање на ова криза и секој обид за да целава ова што се случува да помине од протести и патишта во институции да се направи дебатата. Значи ВМРО-ДПМН е повеќе јасно дека придонесува за да имаме да имаме протести, да имаме општество која секој ден повеќе ќе се подели, не знам, на две фронтови, на три и така натаму. Значи тоа е единствениот начин како би се спасувале неколку челници од ВМРО-ДПМН. И сега тука кога сме јас, секогаш кога велам ВМРО-ДПМН, не мислам за целава партија како партија, него мислам за раководството на ВМРО-ДПМН кој е заинтересирана да има хаос во државата, никако да се најде решение на кризата, единствено решение што треба да се најде, е тоа институционално да се решават проблемите, парламентот да почне со работа, да се избира председател на парламент, председател на влада, да се избира влада и да почнуваат реформите кои сите граѓани ги очекуваат. И сега, за мене, денеска тоа што се случи, мислам дека не треба многу да се молат политичките партии, нарочито тие кои што се заинтересирани за да продолжи кризата. Можда ова беше од СДСМ, уште една, не знам како да нарекувам, добра волја, нели, да покажува дека се за решавање на кризата и со цена да му дава на ВМРО-ДПМН еден председател на една комисија која е многу важна, бидејќи може во иднина може да се случи, не знам, да не го свика комисијата за именување, не знам, не само на председател на собрание, него и кога ќе се избират и кандидати за и владата и така натаму. Да. Значи тие ќе се обидат да обструират, а од друга страна јас тоа е мое лично мислење дека не треба пристапот кој треба да го имаме, не треба да биде никако слабост која се покажува на една страна, на една политичка партија која повеќе јасно дека е заинтересирана за да се блокира уште повеќе овој процес. Господине Талевски, од вашата гледна точка, дали овој мал чекор што денеска е направен во собранието, договорено е составот на комисијата, дали може да ни даде некаков оптимизам дека и понатаму ќе продолжи работата, може би со препирки меѓу партиите, но сепак ќе продолжи? Па добро, генерално и јас се сложувам со мислењата на Петковски и на Села дека е добар чекор и имам и малку поразлично мислење што сакам да го кажам. Прво, изненадувачки. Мислам дека никој не очекуваше денеска дека ќе има консензус и договор. Очекувавте да трае подолго тоа препирање? Па мислам дека поларизацијата и конфликтот помеѓу политичките партии кои што се прелеа пред изборите, за време изборите и после изборите беше многу поочекуван. Ова е добар чекор и треба да се поздрави заради две причини. Прво, затоа што покажува дека во Македонија политичките процеси можат да се водат и треба да се водат согласно уставот и законите. И вториот момент, дека може тоа да биде направен низ еден политички диалог, каде ќе има различни предлози од различните страни и да се изнајде решение по пат на компромис. Она што е различно, јас го гледам и го толкувам и сакам да го кажам е дека е сосема сега променет со односот на политичките сили во собранието. Ние се уште по инерција разговараме, ги гледаме, ги опишуваме ВМРО-ДПМН како политичка партија на власт. Што тие тоа реално не се. Ние имаме една влада која е крајно техничка, со никаков политички легитимитет. Да ве потсетам дека клучни членови на владата, вклучително и премиерот и други членови на владата во исто време се и претеници, што е нонсенс, што е грубо прекршување на основно демократско правило на поделба на власта. Значи ВМРО-ДПМН не е владеачка партија и ВМРО-ДПМН е партија која има најмногу претеници во собранието, но не е дел од парламентарното мнозинство, кое е јасно декларирано и подкрепено со официјално дадени потписи. Во таа гледање од тоа светло, јас ова го гледам како
прифаќање на предлог на власта од страна на опозицијата. Формално процесот на конституирање на нова власт, на нова влада не е завршен, но тој сега е во тек. Но распоредот на сили, создавањето на парламентарно мнозинство веќе е јасно. И веќе е известно составот на едната влада кој ќе го прави кој е парламентарно мнозинство. Преговорите сега во собрание ги гледам ја во тој ракурс на гледање. Може би малце е пред време ова, но ако се заврши, ако се дозволи политичкиот процес во Република Македонија да се врати во собранието, согласно уставот, законите и деловникот на собранието, тоа ќе финишира на тој начин. Ова што се случи денеска, ја го гледам како новата власт прифаќа предлог од опозицијата, истото тоа завршува со еден конструктивен, добар договор кој на сите ни дава оптимизам дека и понатаму во еден таков дух и диалог ќе се водат работите. Господине Кржаловски, го споделувате ли овој оптимизам? Или да, сте соговорниците се внимателен или биле оптимист? пратеници и секако се поискусни во како функционира собранието и што точно значи. Мене не ми е баш јасно зошто имаше толку расправа за председателско место во комисија, кога мнозинството исто е јасно и во таа комисија. Веројатно има што имало толку расправа. расправа. Јас тоа мислам и се думам се уште што е позадината. Веројатно ова што го каже господин Села дека можеби ќе се користи понатаму дали за обструкции, дали за играње со тоа кога ќе се закажува седница и слични работи, бидејќи предстојат, предпоставам, стотици именувања од страна на собранието и сега секој чекор ден-два ќе се одолговлекува токму заради комисијата. И единствено што би додал е дека не е баш компромис ова, туку двете барања на ВМРО се прифатени. Се можеби тоа во некој момент ќе дојде ситуација која веќе нема да може да се Што ви попушта. сигнализира тоа? Па дека тоа ќе оди ВМРО ДПМН ќе се обидуваат да сите институционални механизми да ги искористи во рамките на собранието за одбрана своите позиции или промовирање на ставовите сега што се во односи на платформата и слично што се промовираат и да се одолговлечува работата и да се обстурира, би рекол, собранието за да се предизвикаат нови предвремени парламентарни избори, бидејќи тоа е нивниот став сега дека се Господине треба. Петковски, сметате дека така ќе заврши со нови парламентарни избори? Не. Нема потреба Македонија да организира нови парламентарни избори. Ставаме експерти по организирање избори. Па да, тоа можеби ќе се коси со принципот на ВМРО ДПМН на секои 2 или 3 години да имаме избори. Нели смислата на овие избори предвремени беше излез од политичката криза. Со помош на меѓународната заедница се најде компромис меѓу политичките партии и се договори терминот за избори и веднаш после изборите, како што сега и инсистира меѓународната заедница, беше договорено да се конституира нова власт врз основ на резултатите од изборите. Меѓутоа, ВМРО ДПМН тоа не сакаше да го признае и за нив излез или она лицемерие, невидено за мене, недоживеано, Заев, аболицираниот криминалец Заев, како што го нарекуваат при секое соопштение, да направи малцинска влада во која сите министри би биле од СДСМ, мислам тоа идеја која може деца од 5 години да ја прочитат колку е недобронамерна, или да се оди на нови парламентарни избори. И што би решиле на тие парламентарни избори? Би била надмината кризата? Ако се повторат истите, сега да шпекулираме, истите резултати. Пак ВМРО нема да биде задоволен. Пак ќе организираме нови предварени, дури ВМРО не победи на изборите. Значи, тоа е крајно безсмислена идеја и мислам дека самите се свесни за тоа, но не може тоа да го оправда пред своето членство. Се заглавени многу во криминал, во корупција, свесни се дека се доближува моментот која треба да се замени слободата на трошење на пари со губење на слободата и така натаму, да се одговара за криминалот и мислам, затоа имате жесток отпор од таа страна. Така да, во овој момент, апсолутно не гледам ниту една причина за предвремени парламентарни избори, кога имаме цврсто мнозинство од 67 пратеници, партиите кои што меѓу себе се договорија и тоа врз кои принципи ќе се гради таа коалиција. Тоа е парламентарна демократија која функционира во секоја демократско општество. Макар и еден, Груевски имаше шанса да направи влада и ВМРО. Така, нели според
и нашиот устав и според сите демократски принципи почна да прави влада, не успеа да направи влада. Не успеа со истите партнери со кои што сега Социјалдемократскиот сојуз направи влада. Така да зошто би имале сега некои нови избори? Што би добила Македонија, освен да се спаси Груевскиот затвор? Ја не гледам што е друго. Ама и тоа ќе биде обид нереализирано. Го велите и вие тоа, го рече и господинот Села, дека и луѓето што се излезени надвор на протестите практично помагаат да се спасат челниците од одговарање пред лицето на правдата. Зошто тие луѓе не би сакале владење на правото овде? Се однесува на вас, да, бидејќи вие го спомнавте, господинот Петковски, имаш слична теза. Па и тоа е логиката. Јас Секако не можете со сигурност да знаете, ама еве да предпоставим. Знаете што, се работи за регионот мора да се врати во целиот регион правната држава. И тој процес не е само во Македонија, него е и во Албанија, и во Косово, и во Србија, мислам, и во целиот регион. Тоа е добар показател од друга страна, значи за граѓаните кои живеат во Балканот. И за патот на овие земји кон европските држави, во Европската унија, нели? Бидејќи никој нема да прифати во Европската унија да бидат членки држави во кои, не знам, таму ќе седне пратеник до пратеник, некој што е со дебело криминално досие, другиот што во животот станал пратеник, не знам, имал некоја академски живот и така натаму. И кој е реално проблемот? Бидејќи се зборува сега и за друга ориентација на државата. Јас не верувам дека ВМРО ДПМН би се ориентирала сега кон Русија. Него се работи за поединци на ВМРО ДПМН. Овие 10 години произведени се неколку мина олигарци во државата. И сега во прашање е одговорноста на овие олигарци. И каде можат овие олигарци да се најдат себе си безбедни? Само ако се дел од најголемата олигархија што постои во светот, во денешнината. Најголемиот олигарх во светот е Путин. И тоа е сега таа ориентација на челниците на ВМРО ДПМН, за кои зборуваме дека се спремни за све, само за да се спасат себе си. Значи, зошто, вие прашувате? Се работи за инстинкт, за самообрана. И тој инстинкт за самообрана јас очекував за, нели, кога беа изборите во декември, очекував дека нема да имаме толку мирни избори, кои за среќа се случи. Беа мирни, општо прифатени избори. Имаше многу политички партии, лидери на политички партии, кои во овие избори влегува и со инстинктот за самоодбрана. Значи, треба да се реши. Значи, е моментот за 25 години транзиција, секој треба да дава одговорност за тоа што има сработено. Нели? И како дошле до богатството кое го има. Значи, единствена работа сега во овој момент и кризата, мислам дека суштина на кризата е само ова. Значи, тоа е толпа луѓе, не верувам дека се на голем број, кои го држат под заложништво државата и општеството тука што живеа во Македонија, само за да се спасат себе си и нивното богатство кое го стекнале. Сметате дека дел од нив се соучесници? Кој? Сметате дека дел од нив се и соучесници на некој начин, ако спасуваат своја кожа, освен кожата на челниците? Да. Нормално, сега се работи само за раководството на... Можеме така некако црно-бело да ја поедноставиме работата или некои од луѓето што протестираат на вистина веруваат дека државата, идентитетот и днината на генерациите е загрозена? Дека има такви, сигурно има. Ја би коментирал од тоа што го прашавте зошто или предходно за исходот на изборите, може би инстинктот за самоодбрана не се јави, бидејќи ВМРО ДПМН во сите анкети, вклучително и таа ние што ја правевме со телевизија Телма, водеше барем 3-4%, што заедно со процентот на ДУИ укажуваше дека владачката коалиција ќе продолжи. И ете имаше шанса, 61 имаа на крај, но не се договорија. На крај, може би затоа немаше други случувања, да речам. Имаше известност или сигурност во победата. Што во случај на нови избори, извини, нели? Да. Ќе бидат многу проблеми. Да, прашање во нашата нова анкета е многу изедначена ВМРО ДПМН со СДСМ. Не се.
Втора работа за протестите сега или зошто велите нема, зарем луѓето не сакаат правна држава, да, но на кое место е тој приоритет? Ние последниот пат кога правевме 2015 анкета на таа тема, корупцијата, например, падна на 5-то место, а после тоа видов уште едно на 9-то дури како приоритет. Значи, кај нас има голема толеранција за корупцијата, а од друга страна, секогаш во последните 15 години невработеноста е на прво место. И да речеме, во МРДПМН тука имаше резултати на намалување од 38 до 23, ако се точни бројките, ама има значително вработување. Се дали е тој во администрација, да не навлегуваме во тоа, ама за луѓето е примарно тоа, дека е решено прашањето на невработеноста за голем дел од луѓето и за нив е тоа поважно, отколку дали раководството е можеби корумпирано. Дали ваквиот начин на вработување, како што го гледавме во изминатите години, да се биде член или близок до партијата, роднина и така натаму, да се гарантира дека ќе се гласа за таа партија само за да се зачува работното место, е некакво решение кое би требало да ги утеши луѓето и да покажат таква лојалност кон партијата? Не, тоа не е никакво решение, тоа е единствено модел луѓето да се стават во едно доброволно робство, каде што го губат целосно нивниот личен интегритет, достоинство, целосно нивната слобода. Дел од луѓето е, верувам, кои што се на овие протести за заедничка Македонија, искрено се таму, дел искрено не ги сакаат албанците, ги мразат, се потикнати од тој етнонационализам, дел се уплашени, има многу пропаганда, има многу стравови, има многу лаги, има многу конспирации која е една медиумска харанга со години. Но, господине Талевски, тоа прашање не се покренуваше во последниве неколку години. Сега исплива заради создавање или дефокусирање, како што многу не, тоа е апсолутно заради дефокусирање. Македонија не е загрозена, прво Македонија не е загрозена. Нема ништо да се случи драматично во Македонија, ни немири, ни инциденти, ни војни, ни... Загрозена е однатре од неколку луѓе кои што, како да ви кажам, се организирано криминално здружение кое што ја злоупотребува власт. Друга вест денеска, освен договорот во собрание, е пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство. И сега, ако ми дозволите, таму некои од случаите кои што беа презентирани злоупотреба на јавни финанси кои се правела, покажува дека во Република Македонија, како да се изразам, да не биде тоа, сепак да биде во рамките на пристојноста, дека власта се практикувала начин што дозволувала куплерај на одредени добро позиционирани луѓе кои имале добри врски со власта и кои што имале влијание врз политичките процеси. Тоа е апсолутно недозволиво. Најголем дел од граѓаните во Република Македонија, Кршеловска, вика да, имаат толеранција за корупцијата, да никогаш досега не била гонета. Во најголема мера во последниве неколку години обвинителството комплетно потфрла да се врши работата во однос на неселективно гонење на организиран политички криминал и корупција. Државната комисија за спречување на корупција ги покрива криминалите на власта и ја гони опозицијата. Сега видовме друго функционирање, нормално функционирање, не е тоа изненадувачки, така треба секој обвинител да функционира во една држава како што Катица Јанева и нејзиниот тим работат, и затоа гледаме во анкетите имате од 63 до 70% поддршка од граѓаните и мислам дека таа поддршка нема ништо да ја спласни, дури ни овие протести. Овие протести се, знаете, многу полесно изгледа за луѓето што се надвор да ги изнесите на протести и посимпатично е за нив и тие се убедени да им речете протестираме ние да ја спасиме државата, а не да спасиме неколку криминализирани поединци. Господине Петковски, имате долго искуство во политиката од самите почетоци на независноста на Македонија. Дали се согласувате, сме слушнали и повеќе на аналитичари, едно и тие еве што го паметат тоа време, дека практично политичарите во Македонија беа неказниви од самиот почеток и судството во голема мера прогледуваше низ прсти кога ќе се докажеше некој случај за злоупотреба на функцијата. И одеднаш таа мала снежна топка од почетокот се тркалаше и дојде до ваква огромна лавина и ја донесе земјата до една пресвртна точка. Би било добро ако сме во некаква пресвртна точка. Судството е проблем во оваа држава од самиот почеток на независноста. Зошто? Велите дали до политичарите, во секој случај да, одговорот е позитивен, бидејќи
правата на политичарите е во директна корелација со одговорност. Барем така треба да биде, така сме поставени уставно. Значи човекот колку што има повеќе можности за злоупотреба на функцијата, толку има повеќе потреба за одговорност за злоупотребата на функцијата. И секоја власт, неодговорна власт, така се штити. Тие се добро етаблират за да спречат било каква одговорност во јавното обвинителство, во судството, непотизам, знаете што е тоа. Тоа некогаш беше забранета категорија. Денес тоа е правило на однесување, на живење. Значи, ако вие се етаблирате со своите семејство, тоа е принцип на действување на мафијата. Во полицијата, во јавното обвинителство, во судството, а гледате, тој цели семејства се таму обработени. Практично нема функционирање на правото. Во секоја држава, нормална држава, основен елемент, стол, фундамент е правната држава и функционирањето на правото. На тоа се темели се. Доколку вие тоа го немате, доколку имате судии кои што се бирани на онаков начин, што велат од тефтерчето на Горда и така натаму, и односите меѓу политичарите кои што тоа им го возможуваат и судиите ќе биде на ниво на криминал. Значи, никој не одговара, а злоупотребуваат функциите и едните и другите. И мислам дека ова е многу добро прозвуче. Јас се лично сум охрабрен, претпоставам и граѓаните. Првата реакција која беше околу на Врховниот суд, кога ги промени одлуките на председателот на Кривичниот суд околу распоредувањето на судиите, за понижувањето на судиите и така натаму, оние што се врвни стручњаци. И втората исто така добра реакција и добар сигнал е одлуката на Апелациониот суд, да ја потврди одлуката на Кривичниот суд околу за барањето, притворот на Сеат Кочан. Значи, сепак тоа се некои позитивни знаци кои говорат дека во судството, во тоа сум убеден, во судството има навистина здрав потенцијал. Меѓутоа, притиснати од партиската јамка, тие не можат да действуваат независно. Така да за сите зла во ова општество не ослободувам никого од одговорност, меѓутоа основната вина ја сносат политичарите. Заради собствената заштита за злоупотребата, на моќта, на функцијата, можноста да дојдат до огромно богатство, до пари, тие инсталираат своји луѓе. Не можете да ги амнестирате судиите. Не амнестирам никого, но сакам да ви кажам, судиите знаете на каков начин се бират. Малку имаме луѓе кои што имат лично достоинство, дигнитет, па да кажат не сакам така, по инструкциите на политичарот, или како што имавте можност да слушнете од разговорите, се договарат како одлука ќе биде донесена. Шефот на тајната полиција му кажува на судијата, на обвинителот, што треба да направи, знаете. Тоа покажува дека имате тој прак на топење кај некои суди, обвинители поединечно е многу низок, ама кај некого е многу висок, што ведли народот една поговорка, се што не може да се купи или да се направи за пари, може да се направи за многу пари. А када ова функционира кај најмногу се чини. Господине Села, вие ќе имате шанса преку парламентот да се борите за опстанок на специјалното јавно обвинителство. Специјалните јавни обвинителки денеска објавија 4 нови истраги. За тие истраги да се заокружат ќе треба многу време, ако судиме по темпото со кое досега се работи и со обструкциите што им се приредуваат на секој чекор во судовите во Македонија. Може би ќе имате и некакви несогласувања во коалицијата, што се надеваме дека ќе успее да состави влада. Дали сте оптимист околу работата на специјалното обвинителство во оваа или во некоја друга форма? Дали ќе продолжат? Дали сметате дека ќе се заокружат овие почнати процеси, како да речеме во Романија, каде што многу години се поминати од почетокот на работата на специјалната обвинителка? Добро, најпрво би сакал да се надоврзам до дебатата во врска со протестите. Мислам дека не треба да помине тук, така лесно професорот спомна дека некои од тие што протестираат ги мразат албанците. Тоа е вистина. Убаво што се кажува. Значи, единствениот мотив што го имат таму е за тоа што мразат некого. А за жално е дека имат политички партии
кој го стимулира тој раздор и таа омраза кон еден дел од населението тука. И тоа е суштината сега на проблемот во кој и ризикот кој се појавува сега и што постои како ризик. Јас цело време велам, вистина нема никаква смисла да излезеш да протестираш против правото на некој друг. Имаш уставно право да протестираш за нешто, за твое право нешто, нели? И тоа после се гледа со некои пароли кои ние ги гледаме веќе над 25 години во ова. Ние како албанци, нели, гасни комори и така натаму. Дури имаме и политичари кои само единствена заслуга што се пратеници денеска и челници на ВМРО-ДПМН. Име тоа што на едно време излегува и протестира против педагошки факултет во Скопје, ниту тогаш се направи федерализација, ниту нешто лошо му се случи на државата, само овие викале гасни комори за албанците и сега се многу високи функционери на истата партија. Во суштина, и тоа е проблемот зошто јас во овој период и после изборите сум бил категоричен против коалиционирање со ВМРО-ДПМН. Една од условите. Од причини. Прво, се знае дека се тие против СЈО, и второ е ова. Мислам дека од ова криза албанците можат, албанските политички партии треба да придонесуваат за нешто друго. Во иднина јасно и гласно да им биде на сите, кои водат кампања против нас, дека нема да добиват поддршка за да формираат влада. И овие политички партии, кои се останати со како менталитет негде во минатото, треба вистински да подлегнат на реформи, дечи не може да се добиват избори само заради тоа што си излезен дека дајте ни нас 63 пратеници, нема да овозможиме службен јазик на некој друг што живее тука во државата и што живее. Во врска со специјалното јавно обвинителство, јас мислам дека специјалното јавно обвинителство треба по секоја цена да функционира во држава. Не е проблемот во Македонија само не знам овие дела што ги гледаме сега како корупција, што имат месено тендери и така натаму. Треба сите тие да се решават. Ние од друга страна уште имаме граѓани на оваа држава кои можда, не знам сега за тоа, можда господинот Заев кој ги имаше, нели, прислушкувањата знае поточно, кои се осудени на доживотна робија, нели, во монтирани политички процеси, кои уште се на затвор. За кој? Ево зборувам за Монструм. Пола од државата беше под рација од страна на бившата министерка и бившиот директор на службата, кој пола држава барајќи факти, и фактите после беа само еден говор на една обвинителка таму политичка, нели, кој ни зборуваше за некакво си приказни како дошло до тоа дека не знам за да христијаните да не се множат и така натаму. Тоа е глупост. Каква правна држава ние ќе градиме ако почнуваме да судиме некој политичар кој имат крадено, не знам, 10.000 и 100.000 евра, а од друга страна таму имаме граѓани на оваа држава кои бесправно лежан затвор. И не е само тој случај. Сопот. Веќе јасно е дека тие се, и го слушнавме и во прислушкувањата, кога Михајлов со Гордана Јанкуловска зборуваат за истиот случај, и кога Сашо Михайлов вели ако се бесправно таму зошто не ги ослободиме, министрот за внатрешни работи на ВМРО-ДПМН велит тоа не е убаво за системот. Значи ова реформска влада треба како главен приоритет да го има овој систем кој е насочен против граѓанините, од било која етничка прибатност да е, треба да се руши. И треба да се гради систем кој е за доброто за граѓаните, и тој систем почнува со специјалното јавно обвинителство, а ние сме, и тоа го имавме и во политичката платформа, специјалното јавно обвинителство да биде уставна категорија заедно со специјално судство. Овде гледам вака, вашево излагање кај мене создаде една конфузија.
Истата партија за која зборувате, веќе 8 години беше во коалиција со албански партнер, партија од етничките албанци во Македонија и се вршеа вработувања на многу партиски членови или блиски луѓе и од двете страни, и тие луѓе седеа заедно во канцеларија, се запознава, што може да се земе дури и како еден позитивен процес, затоа што јас имам слушнато од многу луѓе, од многу македонци кои немале претходни искуства во дружење со албанците, па одеднаш вика да, баш имам еден фин колега, седи до мене. Значи дојде до некакво запознавање. Така што јас мојата реплика кон вашето излагање е дека овие пароли полни со омраза најчесто и од искуството што го имаме досега се користат само кога ќе се политичката партија ќе одлучи дека треба да собере уште некој поен со тоа што ќе ги подгрева емоциите. Од една страна дојде до еден степен на интеграција и сега одеднаш за 20 дена комплетна дезинтеграција. Се надевам дека нема да се случи и дека не е случајна. Дали вас ве покрена овие пароли со непријателски пароли кон албанците во Македонија, дали тоа ве покрена да ја дадете таа изјава која ги иритираше македонците дека пред 100 години немале идентитет и така натаму? Значи, вие сте подлегнале на ова пропаганда лажна. Јас само го слушнав, тоа така, до мене стигна. Како прво. Вие сте новинар и не треба да верувате во пресконференции кои излегуваат од штабот на ВМРО-ДПМН. Таа моја изјава е даден поточно. Секогаш сте криви новинарите извлечени од контекст, нели така? Окей. Само за јас го имам кажано уште еднаш за јавност. Значи таа моја изјава како прво е првиот ден на кампањата, што значи ноември минатата година. Не се работи за нешто ново што сега го имам. Сметате ли дека ви донесе некој поен? Кој? Таа изјава. Мислам дека не е ситуација сега да се игра за поени. Јас не сум од тие политичари што би играл за поени. Кога би играл за поени, сигурно да бидете сигурни дека секоја пресконференција од ВМРО-ДПМН ќе добиваше против одговор од мене, како Зијадин Села и како партија. Ама многу ми е јасно дека сега ВМРО-ДПМН сака соучесник во целава ова кампања што тие го прават. Нема да им го давам тоа задоволство. Нека им биде јасно. Има ли потреба во овој момент да одиме 100 години назад и да од друга страна ја расветлуваме мрачната страна на историјата? Ќе ги добиват сите одговори во собрание од моја страна лично. Сите поединци кои се од ВМРО-ДПМН кои се занимавале со мене. Антонио Милошовски ќе добие кривачна пријава. Си зема за право. Прекршош не извини. Си зема за право за мене да вели најкорумпираниот градоначалник. Секој ден, 4 години ми имат пуштено инспекција да контролират, не сум против, нели? Овие што се против специјалното и обвинителство, мене ме обвинуваат. Не знам, татко му, колку што знам јас, имат купено, му имат земено општината, на објектот на општината на Пласница и така натаму, а јас единствена кривична пријава, знаете ли која имам за 4 години? Сум легализирал школо за деца да учат. И задоволство ми е што добивам такви кривични пријави од луѓе кои се расипани и кои приватизирале све во ова општество. Значи, ама одговорите ќе ги добиват кога ќе дојде времето. Во врска со историјата. Други се тие политичари кои се занимават со историја. Да, одат дури и 2500 години наназад, а не гледам зошто не им ја остават историјата на историчарите. Кога се земат такви, ако вие сега отварате дебата за историјата или било кој овде, и јас ќе зборувам нешто од таа историја што ја знам, нели? И сите ние ја знаеме. Ако нешто се менувало во меѓувреме е друга работа. Не сум јас од политичарите кои сакам да се занимавам со историјата, него сакам да се занимавам со сегашноста и со иднината. Апсолутно, верувам дека ќе добиете поголема Тоа поддршка. е извадена од контекст кога господинот Ангелов тврдеше дека ние сме дојденци тука. Знаете кој се занимава со историја? Јас не сум автор на политиката за македонската енциклопедија. А тој автор за таа енциклопедија е некој друг. Опасен терен на историјата на Балканот. Опасен терен да се држиме во кој некој намерно нас не има вметнато таму и сега што да кажуваме ние дека сме дојдени негде од
од Имаме Кавказ многу погорливи прашања во не знам, сегашноста. ако сме дојдени од таму, треба да има некој континуитет. Повелете, Не верувам господине дека во Петковски. времето имало авиони, па не носеле со авиони тука и сега. Значи, не ни треба историја. Не, навистина во овој момент и така јас е. се согласувам со вас. Јас не се занимавам со историја, него во овој период, не знам, ево 4-5 години што се занимавам јас активно со политика, вие можете да најдете многу мои изјави. И сега да ги вратете од друг контекст кажани тогаш и сега да се сервират како нешто ново што е кажено. А од друга Ќе ве страна многу консултираме е за важно. медицина повеќе. Многу е важна една работа. Јас сум доктор по професија, а од друга страна, секој ден мојот идентитет од некој друг се успорува. Од сите можел да кажам. Се додека во Уставот стои јазикот кој го зборуваат на 20% од населението и е различен од македонскиот јазик. Тој е директно закана на мојот идентитет, на јазикот на мојата мајка, од кого сум ја учил. Значи, тоа е удар врз идентитетот, сега ево да се повикам на пописот од 2002, на 25% граѓани тука што живеат во Македонија. Не постојат јазици над 20%, под 20%. Него постои македонски јазик, албански јазик, турски јазик, влашки, српски, бошњачки. Да му дадеме збор на господинот Петковски, бараше реплика. На вистина за Македонија има исклучително важно значење ова прашање. Ова тема веројатно треба малку За ова треба навистина долга дебата. Еден Нобеловец рекол дека иднината почнува истиот момент кој ќе заборавите на минатото. Тоа значи не можеме да ја реинкарнираме, не можеме да го реинкарнираме, да го вратиме минатото, но можеме да си ја направиме иднината многу подобра. И врз основа на темелите на минатото има многу грешки, да не ги повторуваме. Но поентата им беше во следното. На Македонија, на оваа релација меѓу етнички односи, и се случија овие последните избори многу убави работи. Ја мислам, величествен настан беше после феноменот Селмани на председателските избори, што огромен број албанци гласаа, условно речено, за македонска политичка партија ориентација. Тоа е историски чекор кон граѓање на цивилно, граѓанско општество. Луѓето кога им е тешко се собираат во етничките групи. Македонија нема шанса да се затвара во етнички заедници, со центризмот донесе толку несреќа и на државата и на овој народ. И отварањето на оваа страница се обиде ВМРО-ДПМН веднаш да ја затвори, да го потигне национализмот, етноцентризмот, да почнат да се мразат уште повеќе припадниците на разните етнички заедници. И ние тоа треба да го негуваме. Мислам дека и обезбедувањето на колективните права преку почитувањето на личните и човекови права во овој контекст е нешто како најголема придобивка според мене што се случило на Македонија сите овие години од можеби не од самостојувањето, него и многу години понатаму. И место да го стимулираме тоа, ние се плашиме од загрозување на федерализација, на унитарниот карактер на државата, а федерализација според теоријата, политичката теорија настанува ако вие форсирате тезата победничката партија меѓу македонците и меѓу албанците. Тоа е чисто етноцентристички пристап. Предлогот на ВМРО, на Груевски. Да. СДСН, Заев, да направи влада, со поддршка на ВМРО, да има 100 пратеници, не знам, или можда 2 од СДС ќе си бегат во тој случај, нели? Тоа се глупо. Тоа знаете што е? Тоа е федерализација одма утре. Токму тоа, па тоа ми беше Значи, во тој случај, албанците што би барале да учествуват, не знам, и во избори, и во овој парламент, кога секогаш ќе има коалиција која ќе се направи и влада од етничките македонци. Во тој случај, не дека има потреба тука да имат конфликти, нели? Него албанците слободно ќе ги пуштат институциите, ќе го бойкотират системот, нема да плаќат даноци и тоа неизбежно води до федерализација. Значи, тука има една контрадикција. Се повикува цело време дека се против федерализација,
ВМРО. Тоа и- мислев да го Нели? поентата ми беше во тоа. Ама секој чекор работа за федерализација. Како и да го наречеме, дали федерализација или поделба по етнички линии, владата функционираше Извинете, тоа со министер тоа, македонец, заменик министер албанец или обратно, и сите одговараа пред својот политички лидер. Не е ли тоа исто така еден вид сериозна поделба која треба да се е лоша надмине? практика која треба да се напушти. Мислам дека е многу јасно после оваа политичка криза која верувам во догледно време ќе заврши, ќе конституира, ќе се избери нова влада, ќе се почнат процесите во еден нормален тек да се водат, дека ќе научиме две лекции. Првата дека апсолутно е потребно да има цврсто владење на правото во Република Македонија. Дека правдата мора да биде објективна, дека ни е потребна одлучна и неселективна борба со криминал и со корупција и дека правдата мора да биде непристрасна. Дека сите се еднакви пред законот без разлика дали се богати, сиромаши, македонски, албанци, турци. Судиите може да седат криво, а мора да судат право подеднакво за сите. Втората лекција која што мора да научиме дека апсолутно е недозволиво задирање во добрите меѓуетнички односи. Ние се мачиме 25 години да создадеме едно интегрирано општество, да имаме посилна социјална кохезија, да се почитуваме, да се разбираме, да се учиме заемно да соработуваме, ја негуваме, ја градиме толеранцијата и не може тоа да биде предмет за добивање дневно политички поени. Ако нешто покажува до сегашното политичко искуство, имало политичари кои додека биле во власта, биле најдобри пријатели, односно најдобри поборници за добри меѓуетнички односи, кога се загрозени, одма подпалуваат етнички конфликти. Сега тој е последен пример со Груевски, кој што додека отвора мост во Сарај се обидува да зборува на албански, сега зборува контра албанците. Во таа искуството на Балканот последниве децении. Со НСДП, ДП, 2006-2008 во Џамија. Мендук Тачи, кога беше дел од власта, беше го вика војводата Тачи, кога излезе од власта по потреба. Во таа смисла господинот Села ова што пробувавте да објасните како изјавате ви вадена од контекст. Поправете ме ако грешам, мислам дека се обидовте на некој начин директно да одговорите на Билјана, ама на еден тивок начин се обидувате да се извините или да кажете дека ви е жал што таа изјава тогаш ве навеле или во некој замес на политичката кампања сте ја дали. Во секој случај, бидејќи вие сте политички лидер кој ја ценам дека е во подам, имавте се појавивте од никаде коалиција на 3 партии, добивте добар број на гласови и пратеници, во иднина би требало да знаете дека не може, недозволиво е на страната на етничките македонци да се добиваат политички поени со сеење на омраза кон албанците, ама тоа е барај взаемен однос. И на албанската страна е недозволиво да има политичари кои се спремни да инвестираат во етнонационализам, да даваат изјави кои ги негираат правата или интересите на македонците. А кои се тие? Па не, зборувам за Чекај. Зборувам за во, ме разбирате. Вие најдете ми мене 25 години демократија. Не, јас се согласувам, вие бевте градоначалник, и се согласувам дека ме разбирате дека вие бевте градоначалник на Струга, која е мултиетничко општество, кој таму бара да имате поддршка и соработка со сите етнички заедници. Кој за 4 години централната власт, ова патриотската од ВМРО ДПМН, од парите за Струга ништо нема донесено со централен буџет, а се грижело и даноците кои ние ги собираме 2,5 милиони евра да ни земат, а тие не се пари само на албанците на Струга. Тие се пари кои не достигат за улиците и на македонците што живеат таму. Значи, тоа што е Македонија на централно ниво, тоа е Струга на локално ниво на обратен начин. Значи, Струга до негде е исто што е Македонија на централно ниво. Се надевам дека сите политичари ќе се трудат да добијат гласови преку да го подобрат владањето, да ги подобрат јавните услуги и условите за живот на граѓаните, а краткорочното инвестирање во етнонационализам на долги стази не носи ништо друго сем излез на тој политичар од политиката во Република Македонија, од секогаш соработка и партнерство е потребно од двете страни. Ке направиме сосема кратка пауза на барање во влошување на меѓуетничките односи сте непосакуван партнер. И важи тоа и за албанците и за македонците. Ке направиме сосема кратка пауза на барање на режија, ке се вратиме по неколку емисии, следите дебатата Клик Плюс на телевизија 21.
Покусата пауза одново сме во дебатниот магазин Клик Плюс. Со мене во студиото се господинот Тито Петковски, председател на новата социјалдемократска партија, Дане Талевски, професор, универзитетски професор и политиколог, господинот Зијадин Села, председател на Движењето за реформи ДП и господинот Александар Кержаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Да продолжиме со вас. Дали ќе ги научиме, како што рече господинот Талевски, лекциите, двете многу важни за потребата од правна држава и потребата од кохезија, односно интеграција на општеството без поделби по етнички линии. Дали овој момент го гледате како пресвртен за држава овие 25 години по независност? Ќе видиме. Или е премногу оптимистично? На двете работи, токму од анкетата што ја правевме пред месец дена, битно е прашањето на правната држава и мнозинска е поддршката за СЈО, кај нас е 63% вкупна, меѓу кои 56% од етничките македонци, значи независно ВМРО ДПМН или СДСМ, нормално кај гласачите на СДСМ е поголема, меѓутоа и кај гласачите на ВМРО ДПМН е условно речено мнозинска кај етничките македонци, а кај албанците дури 86% оди таа поддршка. Значи тоа е битно прашање и треба да се овозможи работата на СЈО, иако токму ден на дебата во ова студио беше кажано дека веројатно е невозможно да се продолжи работата за поднесување нови случаи после рокот што е утврден во Пржино, бидејќи за тоа треба двотретинско мнозинство, а ВМРО ДПМН никогаш нема да се согласи на тоа и веројатно ќе мора да заврши мандатот за случаите во предвидениот рок од 1,5 година, а потоа 4 години за да тие случаи се процесираат, што за мене не е толку голем проблем, бидејќи тука треба да се демонстрира дека нема неказнивост во Македонија, не треба да се слушнат сите разговори и се живо да се процесира. Правдата е двомесечна, што е тоа? Добро, но тоа и кај американскиот случај беше таков на Никсон, дека тој кога почна случајот беше март 71 година, тој во ноември истата година ги доби изборите за председателство, трето најубедливо мнозинство. А требаше 2,5 години за да сам се отиде, не да се процесира случајот. Бидејќи тоа беше поентата таму, не да се затвори Никсон, туку да се докаже, да се покаже дека не може така да се однесува и дека самиот на крај се приносе погрешно. Долг е процесот на докажување на правдата, но нема откажување. Другата работа што станува покомплицирана и по мене не требаше да се искомплицира, а мислам дека платформата која представија партиите на етничките албанци доведе до таква ситуација да ВМРО ДПМН ја искористи, да така речем, да меѓу другото и за дефокусирање на таа тема, односно враќање на повторно на етничките тензии, покажува дека еви со овие протести, а и во анкетата, дека 75% од етничките македонци не се против платформата, односно не гледаат негативно на неа, за разлика нормално од етничките албанци каде што е обратно. А знаат што има платформата или декларацијата? Тогаш не поставивме такво прашање, пошто не беше тоа. Јас сум убеден дека како што самиот рековте во зависност од тоа кој медиум ја толкува. Ќе кажам, меѓутоа точно дека не поставивме тоа, пошто не беше ни тогаш проблем кога правевме анкетава. Се уште ВМРО ДПМН и ДУИ преговара, па не беше проблем тогаш пред формат. Меѓутоа кога го поставивме прашањето, 50% од гласачите на СДСМ имаат негативно мислење. И сега треба да се замислат и партиите подписнички на тоа. Значи, ја верувам дека она што беше кажано, дека има од овие што излегуваат на улици, дека некои што ги мразат албанците или такви работи. Меѓутоа, ме верувам дека мнозинството таму не се такви, а чувствуваат, како што вие чувствувате обесправеност во неупотребата на албанскиот или ограничување на правата на користење на албанскиот јазик, така голем дел од овие што се изјасниле вака, чувствуваат загрозеност од една или друга причина. Јас се слагам дека прво дека во самата платформа има многу малце непознати работи, дека еве нашите колеги на работа најдоа дека барем 5 точки ги има во програмата на Алијансата, 10 точки ги има во на БЕСА и на ДУИ уште повеќе од тие 19 точки, веќе се содржани во програмите на партиите на етничките албанци. Меѓутоа, тие што не сакаат да го разберат, тоа не сакаат ни да го слушнат. Вклучително и тоа каде и зошто исто не гледам проблем во тоа што се
промовирала или подпишала во Тирана и се до тоа, не е толку битно, меѓутоа со содржината од некои работи очигледно им пречат на голем дел етнички македонци и тоа треба да се разбери, да се земе предвид. Имаше една друга средба со господинот Еди Рама и Илир Мета, едниот премиер, другиот председател на собранието на Албанија. А тоа беше кога почна кризата, мислам, 2015, негде пролет. Тогаш ВМРО и ДУИ беа на власт, на коалиција. Зошто тогаш не беше проблем, може пак слики да обезбедиме за да ги гледат и така натаму. Мислам дека тие се редовни средби, така што секогаш ги имала, ама сега ги ваѓат од коне. Многу е важно за да се зборува за платформа. Не е платформа, тоа е декларација, нешто што за да се знае во јавност. Нема врска ниту со ВМРО, ниту со СДС, како декларација. Таа ги уредува односите кои ние како политички партии, албански политички партии, треба да ги имаме меѓу себе. И Дали тука таа се излагаме дека ќе даваме заемна поддршка за овие избори и другите избори, нели? И ВМРО кога ќе дојде некој ден, нема доживотно за цел век да биде СДСМ, нели, коалиција. Значи ќе важи истата. Тогаш ќе ги гледам што ќе се изјавуваат од ВМРО. Ќе го заборават сигурно, како што беше, нели, кога имаа мандат. Взаемна поддршка на албанските политички партии за овие теми кои постојат во држава. Јас сега символично велам, каде е подпишана таа декларација? Тука во собранието на Република Македонија 91 кога со уставот на 91 му се скратија правата на албанците. Со уставот 74 ние ги имавме и правото на збор на јазикот и на знамето и имавме вистинска децентрализација. Што има во платформата? Има да се почитува законот за рамномерен регионален развој. А тој закон, знаете ли кој го имат гласено? Па ВМРО и ДУИ. Значи, во платформата стои исто. Во платформата исто така имат за да се отвори дебата околу знамето и химната на државата. Таква дебата отвори ДУИ и ВМРО во врска со грбот. Нели? Да се направи комисија која ќе се грижи за правична делба на буџетот. И што има лошо во тоа? За да не ги гледаме сите наши инвестиции негде да се градат, не знам, плоштади кои стигнуваат близу милиарда евра инвестиција, а од друга страна во Струга сите школи, јас ги имам наследено, блокирани и немат греење, струја, немат основни услови за да учат нашите деца. Без разлика дали се албанци или се македонци. Зборувам за сите. Кога нивната власт даваше нафта од резервите за градоначалниците за кои, не знам, кои беа во коалиција, а за Струга не дава ни 1 литар. Немавте пари за кеот да го поправите таму каде што е речиси паднат во Дрим? Тоа сега друг пример. Нели, Елем инвестира 15 милиони во општина Аеродром, што не произведува ни 1 киловат електрична енергија. А од друга страна, хидроцентралата Глобочица од таму прави милиони, стотици милиони секоја година и не инвестираат само 50.000 евра за истиот кеј. Ќе го направиме ние како општина. Овие големи патриоти, знаете ли вие дека во Струга имаше една раскрсница која годишно имаше над 100 сообраќајки, десетици жртви. И во потегот од таа раскрсница до Мороишки мост, нели граѓаните знаат, каде во близина се сите македонски села. Годишно по 3-4 граѓани македонци губеа живот затоа што таа улица која е регионална нити е осветлена, ниту имат некој дел за да поминат таму луѓето кои одат со точаци до Струга, бидејќи е близко 2 до 3 километра. Не се грижаа за тоа, нели? Јас го имам направено. Иако не е во мојата надлежност како локална власт и како општина. Дечи пред се треба да се грижиме за животот на граѓаните и после да почнеме со овие големи политики. Овие не име грижа до животот на граѓаните. Овие што викат денеска и дека сакат, не знам, дека некој им го нарушува интегритетот. Знаете кој интегритет се нарушува со декларацијата и што се случува? Па тука ти е СЈО во декларацијата. Тука е да се разрешат монтираните политички процеси. Кој е против тоа? Само тие што монтирале и не само да се разрешат.
Јас мислам дека истите треба да тие кои ги монтирале треба да завршат затвор. Само тогаш во иднина нема да ни се повторат исти работи. Значи, такви се тие луѓе кои не знам сега интегритетот на државата, не. Сега во опасност само интегритетот на криминалците и на корумпираните граѓани кои живеат тука во Македонија. Ке имате сериозна работа во парламентот кој се надеваме е деблокиран. Господине Петковски, дали конечно лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев ке дојде до мандатот низ институциите на системот, односно низ собраниската процедура, кој како што изгледа во последно време го носи председателот на државата во джеп и шета по светот со него? Добро, нема да кажам ништо ново, кажам дека стварно имаме едно страшно неодговорен човек. Дали верувате дека сега низ парламентарната процедура ке Не да верувам, тоа мора да се блокада? случи. Во Македонија изгледа нормалноста повеќе го губи тлото, доаѓане нормално, тоа се наметнува како нормално. Ако Иоле беше малку одговорен председателот на државата, ако држеше до своето лично, не достоинство на председател на држава, тој мораше го применува уставот. Слушам и просто ме распаметуваат некои толкувања од професори по уставно право. Го запалуваат народот, манипулираат, страшно дезинформираат и така натаму. Дури го оправдуваат председателот на државата, зошто не го дал мандатот на партијата која што веќе, односно партиите што обезбедува според уставот мнозинство, го глорифицираат и како национален херој, го слават, шетат по улици. Тоа е скандалозно однесување. Народ кој што страшно подлегна на манипулациите. Нека звучи малку претенциозно, меѓутоа, бев член на Комисијата за уставни прашања и точно знам секоја запирка, точка, секоја алинеја што значи. Значи, сме го донесували уставот, што би се рекло за алинеја се расправало ден, два или три. Во уставот јасно и прецизно стои, не е тука право на председателот на државата да цени и да постава уште услови некој во програмата, дали ќе го даде. Императивна е нормата во уставот, дека председателот на државата, член 90, го дава мандатот на партијата или партиите, кој должен е да го даде мандатот на партијата или партиите кои што обезбедуваат мнозинство. И тие го цитираат членот од уставот кај што стои, кај што се наведуваат во 84 функциите, надлежностите на председател на државата, дека првата линеја вели го дава мандатот. Да, ама го дава според устави во член 90, кај што говори дека е должен да го даде мандатот. Значи, не е само заради тоа што е повикан сега и од меѓународната заедница. Тој човек дефинитивно ја урниса меѓународната положба на Македонија. Дефинитивно ние сме во очите на светот нација која не е способна да има своја држава. Имаме шанса да направиме влада, да почнеме преговори, дури и Морков ни пружа дека можност да ги почнеме преговорите со Европската Унија, со поглавјата што ги почнаа со сите балкански народи, значи најчувствителните прашања, медиумите, владењето на правото и така натаму, и тоа не е доволен предизвик. Зошто? Затоа што неговата партија ја губи власта. Значи, председателот на државата едноставно мора да си ја пробуди собствената совест, да каже какво зло нанесува на својата нација, на својата држава, што си игра дрн дупка со уставот на Република Македонија, со врвниот правен акт и што слепо слуша луѓе кои што треба да се соочат со законот. Значи, нема тука дали сака или не. Но, прашање сега, бидејќи тој не сака, како да се дојде до него? Како ќе се дојде, еве? Покажа, многу е јасно. Уставот говори дека по конституирањето на седницата, по конституирањето на собранието, во рок од 10 дена председателот на државата е должен да го даде мандатот. Значи, тој се обиде, му даде на Груевски надвор од уставот, тој не го направи тоа, не успеа да состави влада. Доколку не состави влада, тогаш оди понудата на втората по број политичка партија, односно во наши услови, она што е нормално, тие што безбедуваат мнозинство. Доколку не сака тоа да го направи, председател, човекот кој што има мандат во името на групата пратеници што го поддржуваат, има парламентарно мнозинство, поднесува програма и предлог за состав на влада на собранието, не на председателот на државата. Значи, да бидам јасен и прецизен.
може апсолутно веднаш да се покрене иницијатива за свикување на седница на Собранието, 20 пратеници ќе закажат седница и на дневен ред ќе биде завршувањето на конститутивната седница, избор на комисијата за избор и именување. Добро е што таа точка се апсолвира и втора точка е избор на председателот на Собранието. Председателот на Собранието, сега во ова, јас би рекол флексибилност што го ја покажува ЗАЕФ и СДСМ, се враќаат на почетната позиција. Значи, председателот на Собранието го известува сега председателот на државата дека има обезбедено 67 подписи за состав на влада. Тој рок Колкав е? мора да Неколку тече 10 дена? во рок од 10 дена од известувањето на председателот на Собранието до председателот на државата, рок од 10 дена, тој во рок од 10 дена треба, односно мора да му го доделиме. Ако и покрај тоа не сака, Собранието има право да избере Да влада продолжи да работи и со- да ја усвои програмата него. влада и нормално да функционира. Јас се надевам дека до тоа нема да дојде, бидејќи еве некој почеток на превладувањето, така да кажам, на разумот е што е избор на комисијата, ќе се избере председател, ќе се избере председател на Собранието во понеделник. Се надевам во вторник веќе треба Иванов да го додели мандатот на Имаме уште неколку минути само до завршувањето на емисијата. Повелете дали ќе превладее разумот? Ова прашање што го кажа господинот Петковски е апсолвирано уште со одлука на Уставниот суд во 92 година. Значи, ова е додатно. И Уставниот суд за едно прашање, ако во меѓувреме не настанале промени, еднош се изјаснува. Не мора два пати, значи, да се изјаснува. И точно е дека председателот нема право на избор, нема право на лично мислење во врска со ова прашање. Тој треба да Да, си но го праксата додели покажа мандатот сосема и мислам поинаку. дека 10 дена само треба да се чека тој рок и слободно, ако не дава мандат, може слободно да се избере влада и тука нема ништо против Господине Устав. Талевски, каков развој на настаните во блиска иднина, значи во наредниве 2 недели колку што можеме да како што беше пресметаме. кажано, и тоа се моите очекувања. Иванов парламентот ќе има нов председател, сегашниот веќе не е функционален. Иванов, председателот на Република Македонија, ќе добие втора шанса веројатно да се премисли, да разумот кај него да преовладее и да го даде мандатот на јасно дефинираното и потврдено со 67 Тогаш како подписи ќе се парламентарно оправда сето мнозинство. досегашно Па не може да се оправда. Како се оправда аболицијата лани на 56 поединци? Значи се прават работи кои Македонија внесуваат во една многу опасна игра. Веќе долго време се крши уставот, се гази по демократијата. Добро е што останатите чинители, внатре сите парламентарни партии и другите чинители се доста приземни, здраворазумски и конструктивни. И не им дозволуваат, вие викате разумот да превладее. Разумот треба да превладее кај Груевски. Ја да гледам тука председателот Иванов како негова маш или негова кукла. Тој им забрани, им рекол нема да го даваш мандатот на ЗАЕФ. И сега може да биде од различен причини изговорот. Груевски, ВМРО, ДПМН треба да се убедат дека треба да тие се важна стожерна партија во Република Македонија. Треба да се однесуваат демократски и понатаму да продолжат да функционираат натре во системот, а не да бидат антисистемска и антидемократска партија. Мора да го дозволат демократското функционирање на Република Македонија, доколку можат тие да пробаат да го обструираат уште некој период, ама во тој случај последиците за нив и само за нив ќе бидат многу големи. А не Видовме последиците само за за овој државата, период за чекање, безбедноста и за стабилноста. Врзнив ќе има последици. Колку голем јаз се создаде меѓу луѓето по сите линии, по сите димензии. Господине Кржаловски, каков развој очекувате од понеделник по наредните 10 дена? Јас се На слагам што се дека надевате тоа е патот да кога е веќе договорена седницата, предпоставувам ќе се договори председател на собрание, ќе се извести председателот Иванов и ќе се дочекаат тие 10 дена. Не сум баш оптимиста дека ќе се даде мандатот за тие 10 дена и тогаш треба да се пристапи кон формирање на владата во собранието. Единствено што би кажал е да пак ќе се навратам на ова и на протестите кои одат паралелно овие со ова 20 договарање, кусур да. дена, дека по мене треба да се демистифицира прашањето на платформата. Значи, едно е
дека и ВМРО ДПМН и СДСМ преговараа за таа платформа и не знам дали господинот... Кој не го прифатил е Мендутачи, Иванов него му го дава мандат. Значи, едно е што можат тие што учествувале, особено ДУИ, ако вие ги имате овластено ДУИ, да кажат што не било прифатливо или што било прифатливо и за едната и за другата. Ма тие многу пати партија. досега кажа. Ама тие се оградуваат сега Нема ли едните и некакво другите. овластување од нас? ДУИ зборува во нивно име. Не се, значи, ама има информација кои работи, бидејќи за мене барем 15 работи од платформава се неспорни и дебата и за едно и за друго. И некои работи веќе се и направени токму од ВМРО ДПМН и од ДУИ, отворени гранични премини, зошто не се отворат плюс. Никаков проблем нема за тоа. И Ова затоа се мислам теми кои дека се зборуваат со треба да се процени. демистифицира, ама има работи кои веројатно се спорни и зашто не се прифатливи и треба на луѓето кои таму протестират. Па, например, прашањето на геноцидот од каде излезе. Знаете зашто? Второ, Јас бев до негде ова геноцидот, зошто да се вратиме на назад. Да. Па ние уште имаме геноцидно однесување и ден денес. А да го расчистиме сегашното не мора од пред 100 години. Овие повици за гасни комори, такви работи, или тврдења, ако сакате права, одите во Албанија. Овие се геноцидни елементи. И мислам дека ние треба сериозно да седнеме и да носиме закон против таков говор на рацизам и на, не знам, гасни комори на цели народ. Добро, Треба но... да се спречи тоа. Исто Господин така, сега за Петковски, истата само тема. што завршните зборови, само немаме да завршиме многу. како што ова иритира, нели, кај вас кој ќе слушнете такво, така и кај тие што сега протестираат пред Сомради и верувам мнозинството етнички македонци иритира кога на митинг на етничка албанска партија нема македонско знаме или било каков настап или се кажува дека нема да се стане на химната. На тие работи исто делуваат кај етничките македонци како што кај вас делуваат кога некој ќе рече гасни комори за албанците и слично. Така. Значи Тој се Има многу простор треба за да го има и треба да се корекции, само корекции. Можеме да Погледнете, зборуваме во господине друга Петковски. прилика за тоа, нели? Јас воопште не се согласувам со тезата за демистификација на платформата. Прво се согласувам дека е тоа политичка декларација, изјава. Не е платформа како. Но едно мора да се знае. Тоа е мантра за манипулација со граѓаните заради пораз што го доживеа ВМРО ДПМН. Сите точки што се содржани, што и се согласувам со таа теза дека луѓето немаат поима што содржи, колку точки, вие ги кажувате 19. Мислите, знае некој што нон-стоп говорат на улица за грозен јазик, за грозен унитарноста, федерализација на држава. За сето тоа мора да ни биде јасно. Не може да се случи без учество на ВМРО ДПМН. Сите тие точки што се спомнуваат јавно или тајно може да се реализираат само доколку за нив гласа ВМРО ДПМН во парламентот. За редефиниција на држава, референдум, промена на уставот, 2/3, знамето, јазикот, химната, 2/3 треба. Значи, тоа е најобична манипулација, разгорување на националните страсти за да се оправда поразот пред своите. Значи, тоа има исклучиво натрешна употреба, но служи како огромен генератор за меѓуетнички тензии и кризи, што може да биде после тешко да може да се контролира. Значи, Во секоја политичка криза досега во Македонија се доживувале амплитуди нагоре и надолу и секогаш се манипулира најмногу со меѓуетничките прашања, затоа што тоа е најчувствително прашање, очигледно се уште не само во Македонија, туку и во регионот. Јас ви благодарам на сите за времето што го издвоивте да дојдете во вечерашната емисија Клик Плюс на телевизија 21. Продолжуваме со програмата. Гости во вечерашната емисија беа господинот Тито Петковски, господинот Дане Талевски, господинот Зијадин Села и господинот Александар Кржаловски. Добра ноќ.